Заглавена во чекалната на НАТО и Европската Унија со клима на нетранспарентност и авторитаризам, но и без поголема акција од Европа, Македонија и Западен Балкан во изминатите неколку години биле идеална оперативна основа за Русија. Иако без прецизен план, целта на Москва била мешање во внатрешната политика и предизвикување контролиран хаос на патот на државите од Западен Балкан, а со тоа и Македонија, кон Унијата и Алијансата. Овие заклучоци на десетина политички експерти се содржани во годишниот извештај презентират пред лозовите во горниот дом на британскиот парламент и во последниот извештај на Европскиот совет за меѓународни односи. Тие сметаат дека руското влијание во регионот е малигно, наспроти неодамнешната изјава на рускиот амбасадор во Македонија Олег Шчербак дека Русија никогаш не се мешала во внатрешните работи на Македонија. Британскиот министер за Европа сер Ален Данкан, чија анализа е вклучена во извештајот подготвен за британскиот горен дом, смета дека руското дејствување на Балканот се должи на руските долгогодишни односи со регионот, додека доктор Анди Ходжај од Универзитетот во Ворвик вели дека Велика Британија и Европската Унија треба да бидат загрижени поради зголеменото руско влијание и мешање во Западен Балкан. Доктор Јарослав Вишњевски од Лондонската економска школа додава дека Русија го смета Западен Балкан за мека безнадежност на Европа и се обидува да го поткопа западниот модел и неговите достигнувања. Во извештајот презентиран пред британските лордови на почетокот на оваа година стои заклучокот дека Русија, без оглед на тоа дали имала добри или лоши намери, не му понудила на Западен Балкан алтернатива од зачленувањето во НАТО и Европската Унија. Од Институтот за меѓународна безбедност од Прага бележат значително руско политичко мешање во Македонија и во Црнагора. Руските удари во Македонија и Црнагора не успеаја, но Москва се уште контролира значајни политички сили во овие земји, стои во извештајот представен пред британскиот горен дом. Наспроти ова, независниот аналитичар Лаза Кекиќ, цитиран во истиот извештај, вели дека Русија последните 15 на месеци претрпела неколку огромни удари. Приемот на Црнагора во НАТО и падот на владата на Никола Груевски во Македонија се примери на директно спречување на руските интереси. Според извршната директорка на Европскиот фонд за Балканот, Хадвиг Морвај, руското влијание има за цел попречување на процесот на интегрирање на земјите од регионов во евроатлантските структури. Моје неко видење е да е Русија некада била више као чисто су ометали процес, a sada je to jedan ozbiljniji pristup tome da se možda čak i stopira za iskreno i suštinski približavanje ovog regiona Evropskoj uniji. Од насловот контролиран хаос, како Русија ја менаџира својата војна во Европа, Европскиот совет за меѓународни односи го објави своето најново истражување за руското влијание во Западен Балкан со заклучок. Клучното е дека Путин и неговите луѓе во генерални црти покажаа дека сакаат да ја видат Европа поделена, а земјите искарени меѓусебно и однатре. За таа цел тој ги користи црквата, бизнисот, дипломатите, војската, владините медиуми и граѓанскиот сектор. Тие се неговите агенти на хаосот. Марк Галеоти, координаторот на Центарот за европска безбедност при Институтот за меѓународни односи, кој е автор на истражувањето Контролиран хаос, смета дека лани Москва не покажала единствен план за регионот, но ти очекува оваа година да ја видиме целата стратегија на Путин. Сите знаеме што сака Путин. Има многу актери и индивидуалци кои може да бидат амбасадори или политички функционери, шпиони или руски бизнисмени, но и локални бизнисмени кои сакаат добар договор со Русија и кои се обидуваат да направат се за агендата на Кремљ. На Русија не е важно зошто тие луѓе го прават тоа. Важно е да се вклопуваат во нејзиниот план. Неодамна Европската Унија ја презентираше својата стратегија за Западен Балкан и се чека само уште планот на Москва, па да го видиме ефектот од нив во регионот, коментираат аналитичарите.